Јас подолго време чувам една резервна тема овде, за некои посебни услови, мислев, и сепак и денеска ќе ја сочувам уште некоје време да стои, значи не сакам да ја прекинам серијата Агапе. Продолжуваме, значи денеска е наред 10-тиот дел. Агапе 10-ти дел. Отвараме, знаете каде отвараме на почетокот, Откровение, се извинувам, прво послание до Коринќаните, 13 глава. Прво послание до Коринќаните, 13 глава. Наистина оваа глава може би е доволна за да ни каже, за да се научиме како треба еден христијанин да живее. Овде е опишан всушност Христос, овде е опишана љубовта, овде е опишан Господ и сите оние карактеристики на љубовта кои што веќе подолго време ги разгледуваме и сега стигнуваме до 8-та карактеристика која што е запишана во 5-тиот стих. Се сеќавате, се надевам минатиот пат дека зборувавме за втората карактеристика спомната во 5-тиот стих, значи не го бара своето. Љубовта не го бара своето, или љубовта не е себична. А за денеска ќе ја разгледаме, значи 8-та поред карактеристика, не се раздразнува. Љубовта не се раздразнува. Или во другиот превод стои не се срди, малку постар македонски збор. Што значи што? Не се гневи, не се лути, не избувнува, може да кажеме, не се провоцира. И ова е на некој начин како продолжеток на онаа прва карактеристика. Се сеќавате која беше првата карактеристика, како стартувавме? Со љубовта е долго трпелива. Значи, љубовта не е со краток фитил. И овде имаме некој сличен израз, меѓутоа во негација, значи не се раздразнува, значи не е со краток фитил. Не се гневи, не се лути. И се разбира, ќе се обидам да не се повторувам, затоа ја одлучив во еден малку поинаков правец денеска да зборуваме, но верувам дека секи биде опфатено. Она што е битно и за вас, и за мене, за сите нас. Интересно е што оваа карактеристика се наоѓа во сендвич, така да кажеме, меѓу него бара своето и онаа кое што, ако даде Господ живот и здравие, следната сабота може би ќе ја проучиме, а таа е не држи сметка за зло. Значи, не го бара своето, не држи сметка за зло, а во средината е не се раздразнува. Сега, ние како луѓе, значи како смртници, сме токму спротивното на ова. Често зборуваме и кажуваме дека тоа е таа љубов агапе која што треба да се излее преку Духот Свети, како што читавме во Римјаните 5 глава во нашите животи. Но, значи, човек се разгневува, се раздразнува, се лути, доколку не го добие своето. Значи, сега кажувам, ете, зошто може би не случајно Павле го кажал, ова во сендвич го ставил меѓу не го бара своето или не држи сметка за зло. Меѓуто човекот, ние сме такви. Се раздразнуваме, се лутиме кога нема да го добиеме своето, затоа што по природа го бараме своето. Тоа е едно и можеме нели во моментот да избувнеме. А второ, човек може да го собира гневот во себе, значи сега ќе добиеме некоја навреда од некој или било што, и ќе собираме гневот во себе, се до некој згоден момент, кога е згоден момент да му вратиме на тој, да му се осветиме на некој начин, да му се истуриме. Тоа значи држање сметка за зло. И тоа може да трае некојаш многу долго. Меѓутоа, за тоа ќе зборуваме следниот пат. Значи, тефтерчето и си запишуваме и само гледаме згодна прилика. Ни едното не е добро, ни другото не е добро воопшто за еден христијанин, па и за неговото здравје воопшто и така натаму. Но љубовта, пошто не го бара своето, тогаш таа не се разгневува, значи не се провоцира и љубовта и не држи сметка за зло. Но сега кажавме, сме кај онаа карактеристика, не се раздразнува или не се гневи.
Еве сега, самите ќе видите, уште од овие стихови први што ќе ги прочитаме, во кој правец ќе одиме. Нешто што треба јасно да го разграничиме и да знаеме што е што. Излез 32 глава, значи 2 Мојсиева, 32 глава. Мојсей и Исус Навин се горе на планината. Мојсей ги прима заповедите и се симнуваат надолу и ја слушаат она врева. И иначе читаме 19 и 20 стих од 32 глава Излез. Штом се приближи до логорот, па го забележа телето и како играат, Мојсей се разгневи. Ги фрли од рацете плочите и ги скрши во подножието на планината. Го грабна телето што му го беа направиле, го изгоре во оган, го иситни во прав и тогаш го расфрла правот во водата и ги натари зрелците да ја пијат. Ова намерно го читаме овој после 20 стих, затоа што за да видиме колкав бил тој гнев на Мојсей. Мојсей жестоко се разгневил на она што го видел и ги скршил заповедите кои што претходно Господ му ги дал. Сега гледаме една друга ситуација во Броеви, 4 Мојсева, малку во подоснежните негови години. Броеви или 4 Мојсева, 20 глава. И читаме од 6 стих. Мојсей и Арон отидоа од народот кон влезот во шаторот на средбата и паднаа на своите лица. Повторно народот бара вода, повторно не е задоволен, жеден, гладен, не знам се што ќе му падне на памет. И навистина тешко се справувал Мојсей, доста трпелив бил, поминал една добра школа со овците како овче 40 години за да се тоа го поднесе, но попуштаат некојаш нервите, нели? Мојсей само смртник како и нас. Значи, оди со Арон во шаторот на средбата и паднаа на своите лица. Господовата слава им се јави тогаш, че им се јавува Господ. И Господ му рече на Мојсија, земи го жезалот, па ти и твојот брат Арон соберете го општеството. Тогаш пред нивните очи речете и на карпата, а таа ќе ви даде вода од себе. Често пати тоа го истакнуваме и вредно е да се напомене дека Господ рекол да и речат на карпата, затоа што веќе претходно била удрена карпата еднаш во една друга ситуација. И ќе даде вода од себе, и така ќе им извадиш вода од карпата и ќе ги напоиш општеството и неговиот добиток. Мојсей го зеде жезалот од пред Господа како што му нареди. Значи и до тука Мојсей направил се како што му наредил Господ. И потоа, 10 стих. Потоа Мојсей и Арон го собраа народот пред карпата, па Мојсей им рече: чујте бунтовници, дали ќе ви извадиме вода од карпа? И ова е вредно за напоменување. Дали ќе ви извадиме вода од карпа? Да. И сега на клучен момент, и Мојсей ја подигна раката и удри гневен, луд, со жезало 2 пати по карпата дури. Потече многу вода, па заедницата и незиниот добиток пиеа. И 12 стих вели, Господ им рече на Мојсей и на Арона: бидејќи немавте вера во мене, за да ја јавите мојата светост пред очите на израелевите синови, вие нема да го воведете народот во земјата што му ја давам. Видите каква реакција на Господа во оваа ситуација. Во предходната, кога Мојсей ги крши плочите, немате таква реакција. Односно, имате реакција од страна на Господа слична на Мојсеевата. Господ е гневен и сака дури да ги уништи израелците, па Мојсей се застапува и како резултат на тоа Господ ќе се смилува. Но овде имаме сосема поинаква реакција на неговиот гнев, на неговата лутина. Што ќе каже дека има и ваков гнев, ама има и поинаков гнев. Може би Јани тука да ми помогне во смисла на тоа дали ќе го изговорам грчкиот збор. Грчкиот збор кој што е искористен во оваа карактеристика спомната во 5 стих, значи од 1 Коринќаните 13 глава, за не се раздразнува е пароксуно или така некако, не знам како се изговара точно. И значи наострен по должина, наострен. Па и ние знаеме да користиме често пати некој црвен во образите, онака му искрат очите и да кажете како е наострен овој. Значи тоа е зборот кој што е искористен овде од Павле
И интересно е, што овој збор е искористен уште на само едно место во Новиот Завет, и тоа е следниот стих. Дела апостолски 17:16. Дела апостолски 17:16. Павле е во Атина, значи во Грција, ги чека таму Сила и Тимотеј, оти заминале, и вели 16 стих, додека Павле ги чекаше во Атина, духот му се огорчи длабоко. Се разгневи Павле, му се огорчи духот длабоко, гледајќи го градот полн со идоли. Нема разлика. За жал, многу градови денеска и овде, и таму, и насекаде по светот се такви. Но внимавајте, значи, истиот тој збор, кој што се користи во прво послание на Коринќаните 13 глава, кај што се вели дека љубовта не се раздразнува, не се гневи, овде е искористен во една друга конотација. Значи, Павле се разгневил, вели, се огорчи длабоко поради идолите што ги виде. Имаме слична ситуација како Мојсей. Што видел кога се симнувал од планината? Идоло поклонство, теле, и ги скршил плочите, се разгневил, и други ги натрал да пијат таму од водата. Да. Еден стих во Ефесијаните 4:26 уште пододатно ќе ни расветли, че во кој правец одиме, Ефесијаните 4:26. Ако сте гневни, Ефесијаните 4:26, познат стих, ако сте гневни, не грешете. Слонцето да не зајде во вашиот гнев. Како сега тоа, ако сте гневни, не грешете. Значи, овој стих веќе не воведува во еден правец, каде што можеме да кажеме со сигурност дека има гнев кој што не е грев, а има и гнев кој што е грев. Овде вели, гневете се, ама не грешите, и во вториот дел стихот е спаѓа во на списокчето, кој што си го правиме често пати, значи, сметка за зло држиме. Затоа што ако оставиме и да преноќи тоа, знаете, уште поголема штета со гневот во себе. И чекаме, ете, може би прилика, нели, да му вратиме на оној кој што не навредил, и тоа не јаде и нас, па и уште поголема штета може да направи во даден момент. Значи, има гнев кој што не е грев. Сега да видиме малку, ќе отвориме в пословици, тука ќе се задржиме некои 5 минути, може нешто повеќе, но да прочитаме неколку стихови, може би некои од нив ќе се повторат со тогаш кога стартувавме со карактеристиките на агапе љубовта, но да видиме кој гнев е грев. И општо ќе кажам веднаш. Гневот, кога е погазено нашето јас, нашето его и оно што ќе произлезе во тој момент, ако ќе се разгневаме, ќе се развикаме или било што, тоа е гнев кој што е грев секогаш. Пословици 14 глава 17 стих. Повторно и денеска ќе видиме дека љубовта е насочена кон другите. Она несебична агапи љубов кон другите. Другите се во центарот, не ние. 14:17 на брзина овие стихови. Избавливиот човек прави лудости. И ова, мислам, е јасно како ден. Ова, тука нема што да се коментира. Соломон овде на практичен начин ги кажува работите преку овие негови мудрости. 14:29, значи иста глава 29 стих. Кој се гневи бавно, значи овој стих го спомнавме прошлиот пат, кој се гневи бавно има големо разбирање, се кажате кога спомнавме. Че како прво ние треба да го разбереме човекот. Ако се потрудиме да го сослушаме, да го разбереме доволно, тоа што нема да се јави гнев кај нас, откако веќе сме го разбрале. Но, вториот дел, а избувливиот во дух покажува глупост. Нешто слично со претходниот стих. Одиме во 15 глава 18 стих. Гневливиот човек заметнува препирка, а стрпливиот ја стивнува расправата. Значи, кога зборуваме за тие меѓучовечки односи, колку е битен и овој момент. Препирки, расправи, тоа прави гневливиот човек, оној кој што лесно се гневи, оној кој што има краток фитил. Но другиот, стрпливиот, оној кој што е
Значи, долго трпи, тој има позитивен ефект и ја стивнува расправата. 16.32. Кој е долготрпелив, подобар е од јунакот, еден прекрасен стих. Има јунаци денеска, овој свет, колку што ви душа сака. Се јуначија вчера, завчера таму, не знам. На се и сешто. Но, значи, што вели овде? Кој е долготрпелив, подобар е од јунакот и кој владее со себе? Много битен момент. Кој владее со себе? Подобар е од освојувачот на град. Значи, поголем јунак сте која ќе се воздржите. Ако владеете со себе, може да владеете вие со, не знам, кокаво царство и градови и се. Меѓутоа, ако владеете со себе, тој сте поголем јунак од било кој освојувач. Следен стих, 19.11. Благоразумието го запира човекот од гнев и чест му е да ја прости грешката. Интересен е овој стих. Значи, благоразумниот човек го запира гневот и чест му е да ја прости грешката. Ве навредил некој. Вие сте побрзи, брзи сте да простите, како што и самиот Господ. Господ вели е спор на гнев, а брз да прости. Тоа се карактеристиките Божии. Следен, значи тоа беше 19.11, 22.24. Не спријателувај се со гневлив и не оди со бесен човек, за да не свикнеш на неговите патишти и да не наместиш штапица за својата душа. Че видите какво е влијанието исто на гневлив човек. Може да ве вовлече во таа стапица и вие едноставно да ви стане навика и да подлегнете на тоа негово влијание. 24.25. А оние што го... се извинувам. Не, тие ги прочитав 22, 24, 25 е тоа. 25, 28. 25, 28. Разурнат град и без ѕидови, таков е човекот кој нема власт над себе си. Замислите си во она време, што значило град без ѕидови. Знаете на кои ѕидови се мислило некој што се заштити. Разурнат град и без ѕидови, што е? Е човекот кој што нема власт на себе. Значи, вие сте многу лесна мета на ѓаволот. Ке ве растури едноставно. Гневливиот човек е многу лесно паѓа во раците на ѓаволот, оној кој што лесно се гневи. И може да направи еден куп штети понатаму, што ќе го видим и од овој последен стих од Пословици. 29.22. Овој стих што ни кажува. 29.22. Гневливиот човек предизвикува препирки, а избавливиот човек прави многу греови. Многу греови, се редат еден по друг. Растурен град, растурени ѕидини. Многу лесна мета на ѓаволот и ѓаволот уште повеќе натака го користи за да направи 300 греови. И тоа е обично ситуацијата кога ние се гневиме затоа што нашето его е пред се повредено. И тоа е оној гнев кој што е грев и како што не поучува Павле во Галатјаните, одиме во Галатјаните 5 глава, имаме тука едни убави стихови, Галатјаните 5, од 14 до 16. Првин вели, зашто целиот закон е исполнет во еден збор. Во љуби го својот ближен како самиот себе. Во љубовта. Преко љубовта го исполнувате законот. Ако пак се гризете и јадете, значи ако ја нема таа љубов, меѓутоа стаете избувливи, завидливи, вакви такви, ако се гризете и јадете еден со друг, пазете да не се истребите еден со друг. А велам 16 стих, одете во духот и нема да ги исполнувате страстите на телото. И тука е проблемот, што најчесто одиме по телото, и кога одиме по телото, се гневиме и грешиме. Матеј 5 глава, еден стих кој што често пати знае да направи забуна, меѓутоа во прашање не е конкретен случај, туку во прашање е принцип, запаметете. Ве бунел некојаш може овој стих, дел од овие стихови кои ќе прочитаме, значи од дел од проповедта на гората на блаженствата.
Исус вели 5 глава 38 стих, сте чуле дека било речено око за око, зап за зап. И да, така е речено, има неколку стиха, повеќе стихови во Стариот Завет, и тоа е закон. Тоа е при судење, при спорови и така натаму, значи, дури ден денеска тоа е на некој начин важи, но јас пак ви велам, значи во ваши меѓусебни преприки, расправи, спорови, не противете му се на злото. Еве, ако некој ви сгреши, не противете му се на злото, туку, ако некој те плесне по твојот десен образ, сврти му го и другиот. Че ова е принцип. Биди стрплив, со други зборови. Не избувнувај веднаш, не враќај на злото со зло, затоа што нема крај на сето тоа. Нема да заврши на добро. Значи, тоа значи, ако те плесне по десниот образ, сврти му го и другиот. Ако некој сака да се суди со тебе и да ти ја земе кошулата, значи, еве, сака да те суди, не оди на суд, подобро дај му, вели таму, остави му ја и на метката. Оти тешко тебе на суд, после ќе те одерат. Или 41 стих, имало ситуации која често пати римските војници ги терале евреите да им го носат товарот. Под робство биле. Но и во таа ситуација Исус вели, значи ти си роб, те тераат нешто да правиш. Ако некој те принуди да одиш со него 1 милја, ти оди со него 2. Тоа не е човечки, значи тоа е божествено, значи да вака се постапува божествено, навистина. И не е лесно, но еве пак го имаме тоа како поука од Исуса Христа, да бидеме стрпливи, да не се гневиме. Без оглед на тоа што нашето его е повредено, што некој, ете, под наводници ни удрил шамар. И сега на крајот ќе го земеме Христос како совршен пример, за да видиме кој гнев, веќе видовме кој гнев е грев, кој не, меѓутоа да видиме како Исус постапувал. Исус се гневел. Дали е точно тоа? Исус се гневел. Има ситуации, ќе прочитаме неколку кај што Исус се гневи. Меѓутоа дали Исус направил грев? Никогаш. Значи еве го тој гнев, кој што не е грев, ќе го видиме во неговиот живот. Најнапред 1 Петрово 2:23. Еве како постапувал кога неговото его било газено. 1 Петрово 2:23. Тој кој беше навредуван, што правеше? Не враќаше со навреда. Тоа е директно кон него, навреда. Неговото его е опрашање. Самиот тој не враќал со навреда. Кога страдаше, не се закануваше. Че неправедно е сето тоа што му се прави. Страда, го бичуваат, го плукаат. Што се не му прават, но тој не се заканувал. Не велел ниту во своите мисли, ќе видите вие. Ќе дојде и мојот ден. Туку вели се предаде себе си на оној кој што суди праведно. Се му предал на Господа. И Исаија 53:7, оние познати стихови, не може да не ги спомнеме. 53:7, значи повторно, додека страдал, како се однесувал? 53:7, го измачуваа, а тој оставаше и не ја отвори својата уста. Го одведува како јагне на колење, како овца нема пред оние што ја стрижат, не ја отвори својата уста. Ја отвори на крстот, меѓутоа што кажа кога ја отвори? Прости им Господе, не знае што прават. Така Исус враќаше на личните навреди кои што ги добиваше, на сето она што го претрпе. А видите сега во една друга ситуација, кога не е засегнато неговото его, туку нешто друго. Да, тоа е еден пример. Меѓутоа, нема да го спомнеме тој пример. Марко 3 глава. Иако е добар пример. Марко 3 глава. 3 глава Марко од први стих читаме. И влезе пак во синагогата, а таму имаше човек со исушена рака. Да се подсетиме каков однос имало општеството, воопшто евреите кон вакви луѓе, хиндикипирани. Луѓе кои што биле запоставувани, маргинализирани во општеството.
Значи имаше тука човек со исушена рака и меѓу другото размислувате кога ќе читаме овие зборови каков однос имале евреите кон саботата. Многу погрешен, нели? И го наблюдуваа дали ќе го излечи во сабота за да го обвинат. И Исус го знае тоа. И како постапува? На среде го ставил, на среде синагогата, сите да гледаат. Си ја бара белята, ќе кажеме, нели? Но зашто вака постапува? Значи, му рече на човекот кој имаше сува рака, застани на среде. И им рече, дали е дозволено во сабота се прави добро или зло? Ги напаѓа тие нивни размислувања во врска со саботата, кои што се погрешни и верување. Да се спаси душа или да се погуби? Што му одговориле? Ништо. Молчеле. Тогаш ги изгледа наоколу со гнев. Исус се разгневил од оваа ситуација. Третманот кој што не го заслужува таквиот човек. Третманот што саботата не ја заслужува, како Божи ден, кога треба да биде милина, треба да биде благослов за сите. Ги изгледа со гнев, но внимавајте како оди понатаму. Значи, ова е многу убав стих. Ги изгледа наоколу со гнев и натажен заради закоравеноста на нивните срца му рече на човекот. Протегни ја раката и тој ја протегна и стана пак здрава неговата рака. Ги изгледа со гнев. Исус бил гневен. Зошто? Заради односот што го имале кон овој смртник, грешник, како и секој од нас. Ете, сега, бил хендикепиран на некој начин, па што сега? Треба да биде запоставен? И за саботата исто така. Се разгневил. Ова е праведен гнев. Неправда се врши. Кон овој човек, кон еден куп такви. Излез 22 глава. Реков Христос, меѓутоа Господ е тоа. Христос е ист како и Господа. Имаат исти карактер. Излез 22 глава од 22 до 24. Не ги расплачувајте вдовиците и сираците. Ако ги расцвилиш и тие извикаат кон мене, задолжително ќе го послушам нивниот вик, ќе се распали мојот гнев и ќе ве погубам со меч, така вашите жени ќе останат вдовици, а децата сирачи. Еве повторно, една група која што е запоставена, не добива заслужен третман, сираци, вдовици. Се распалува Божиот гнев на ваквиот однос. Повторно праведен гнев. Второ законие, или тоа е 5 Мојсеева, 32:16. Со тугите богови го направија ревнив, го разјарија со своите гнасоти. Ова е нешто што видовме кај Павле, кога се разгневил заради идолите во Атина, нешто што го видовме кај Мојсе. Чи Мојсе и Павле не сгрешиле од тие мигови, истиот однос, истиот тој гнев се јавува и кај Господа, кон идолите, кон идолопоклонството, кон погрешно чествување, погрешно служење на Господа, погрешни служби. И најпознатиот пример, Јован 2 глава. Кога Исус го покажал гневот. Ова е првото чистење на храмот и тоа 2 пати се случило. Не случајно, 2 пати. Чистење на храмот и тој гнев кој што можел секој да го види, кој што го опфатил Исуса. 2 глава, значи, Јован, да се подсетиме на овој случај, од 13 стих: и беше близу јудејската Пасха, Исус се искачи во Иерусалим и ги најде во храмот продавачите на волови, овци, гулаби, минувачите на сребреници, како седат тамо. Го претворија храмот, Божјата црква, во трговска куќа или во ајдучка пештера, како што ќе каже, во следното чистење. Направи бич од јажиња и ги истера сите од храмот. Мојси ги натера да пијат, нели, се сеќавате од водата, кај што го сомлеа тоа и го изгорија телето.
А тој прави бич од јажење и истера сите од храмот заедно со овците и воловите. Пате мора да спомнеме дека Елевај Тубаво кажува дека не мавал по луѓето тука. Чи не мавал, не удрил никого. Заедно со овците и воловите. На среброменувачите им ги истори сребрениците им ги преврте масите, а на оние кои продаваа гулави им рече однесете го тоа од тука, не правете трговска куќа од домот на мојот татко. И неговите ученици се подсетија на еден стих тамо во псалмите, се сетија дека е напишено ревноста за твојот дом ме изеде. Господ Исус ревнува за неговиот дом, за Божиот дом, кој што треба да биде пребивалиштина на Духот Свети, кој што треба да биде врата, порта небесна, за спасение на душите, а видите што направиле од него. И со право се подигнал неговиот гнев. И дури е вака постапил како што постапил. И како што кажав, не е единствен пат, и дури после на крајот, после 3,5 години од неговата служба, повторно, истата слика, затоа што немало промена. Верувам дека сега е многу појасно. Како, во кои ситуации реагирал Исус, каде се гневел, каде не се гневел, што е праведен гнев, што не е праведен гнев, иако можеме не беше јасно, еве, ќе прочитам на крајот 2 цитати од Елен Вајт, каде што токму се зборува на таа тема. Едниот се наоѓа на 311 страна, меѓутоа оригинална. Не знам која страна е од овој превод, затоа што го зедов текстот од другиот превод, од преводот на Тасевски, кој што е подобар. И вака гласи: вистина е дека постои гнев што може да се оправда, дури и кај Христовите следбеници. Кога ќе видиме дека Бог се навредува, а неговата служба не се почитува, че ова ништо не е насочено кон нас, кон нашето его, туку ако Бог не се почитува, неговата служба не се почитува и Бог се навредува, кога ќе видиме дека невини се угнетувани, како што видовме примери во Исусовиот живот, кога се постапува со брат, со сестра, како што не треба, тогаш нашата душа ја обзема праведен гнев. Таквиот гнев, произлезен од истенчените морални начела, не е грев. Меѓутоа, сега го фаќа и оној дел, што е неправеден гнев, кој што е грев, меѓутоа, оние што при било каков предизвик мислат дека имаат слобода да им попуштат на гневот или на омразата, му го отвараат своето срце на сатаната. Тоа што и видов од пословици, поготово тие стихови. Ако сакаме да бидеме во хармонија со небото, мораме да ја истераме горчината и непријателството од душата. Тоа беше едниот и на крајот копнеш на вековите. 311 оригинална страница. Не ми текнува која глава беше за да по-јасно биде, меѓутоа може подосна да провериме. А последниот стих, цитат се наоѓа во 86 глава, одете и научите ги сите народи, од овој превод, по новиот што е преводот, на 640 страна, значи од овој македонски превод, и цитатот е следен. Овој првично мене ме шокираше, како прво мене ме шокираше овој цитат. И погледнете што опфаќа. На што Господ се гневи, и тоа со право. Праведен гнев нормално. Божјата љубов кон човекот се раздвижила до своите несватливи длабочини и ангелите се вчудовидени, кога гледаат дека оние на кои што им е укажана толку голема љубов само површно се благодарни. Ангелите се чудат што луѓето толку малку ја ценат Божјата љубов. Небото негодува заради немарноста која што се манифестира кон човечките души. Исус никогаш не бил немарен кон една душа. Тоа го видовме. Дали сакаме да знаеме како Христос гледа на тоа? Значи, кон немарност, кон другите души. Што би чувствувале таткото и мајката кога би знаеле, видите какви илустрации. Ова е посебно она што допира. Што би чувствувале таткото и мајката кога би знаеле дека нивното дете се изгубило во студ и снег
и дека било одминато и оставено да пропадне од оние кои што можеле да го спасат. Зар тие не би биле длабоко жалостени и многу лути на таа постапка? Не? Зар не би ги обвинувале тие убијци со гнев, жежок како нивните солзи и длабок како нивната љубов? Страдањата на секое човечко суштество се страдање на едно Божие дете, и оние кои што не пружаат рака за помош на своите ближни кои пропаѓаат, преценели на спасението, овде се мисли, меѓутоа опфаќа се друго, го предизвикуваат неговиот праведен гнев. Да повторам, страдањата на секој човечко суштество се страдање на едно Божие дете, и оние кои што не пружаат рака за помош на своите ближни кои пропаѓаат, го предизвикуваат неговиот праведен гнев. Божиот праведен гнев. Тоа е гневот на јагнето. На оние што тврдат дека имаат заедница со Христа, а се рамнодушни кон потребите на своите ближни, тој ќе им јави на големиот суден ден. Не ве познам од каде сте. Отстапете од мене сите кои што правите беззаконие. Многу силен цитат. Што да кажам на крајот, освен да Господ ни помогне на навистина го примеме Духот Свети, примајќи го Духот Свети, да се излее таа агапе љубов во нашите животи и да заличиме на Христа како што треба. Нема да има ни рамнодушност тогаш, ниту кон еден од овде, тука што седи, а камоли кон оние на улица, кои што се уште не знаат за Господа. И секи биде поинако. Нека Господ ни помогне, значи ќе биде поинако и во нашите меѓучовечки односи. И нека Господ ни помогне да навистина ја приме таа агапе љубов. Слава нека му е нему. Амин.